Добро вечер, гледате Отворено студио, јас сум Боријан Јовановски. Заедно со колегата Ацо Кабрамов, наш гостин вечерава е министерот за култура Асаф Адеми. Повод се сите реакции во јавноста околу тоа како се распределуваат буџетските пари за проектите во културата и вашето денешно гостување, ако така можам да кажам, во парламентот, каде што одговаравте и вие, како и многу други релевантни фактори кои учествуваа во распределбата на тие средства, одговараа пред пратениците во собранието. Како поминавте денеска, министре? Добро беше. Успеавте да одговорите на сите прашања? Па, мислам дека овој е и пристапот што и всушност и треба да биде. Ако ние сакаме да бидеме влада, односно министерство кој дава отчет пред граѓаните, сакаме да бидеме транспарентни и ова е начинот на кој што треба да работиме и треба да правиме. Резултатите што излегува како посолство на предлозите што ми ги доставиаме на комисиите беа јавно искажани во медиумите, а исто така и на веб страната наша. Во овој дел исто така сакам да им се заблагодарам на сите членови и председатели на комисии кои што работеа строго, концентрирано и професионално, разгледајќи ги над 6000 апликации што стигнаа само од невладиниот сектор и на граѓанските организации. И мислам дека од 2019 година ќе биде година што ќе биде преполовена со културни настани, културни активности. Затоа што ќе се дости бидејќи се уште се под ревизија, за сите реакции што уследија, ќе биде преполовено, имено. Културните содржини во општеството. Културните содржини се добро организирани и националните установи тоа го имат проектирано. Временски да бидат организирани на таков начин што ќе им обезбедат квалитетен културен живот на сите граѓани. Во март, до кај сте со парите, со распределбата? За некои проекти националните установи веќе ги реализираат и затоа и добиваат аванси. Што се однесува до невладиниот сектор, да бидеме искрени, секогаш и така било, така е планирано. После месец март ние се организирани поголем број на проекти. Тоа дека секогаш така било, тоа е точно дека никогаш работите не биле добри. Во стратегијата за култура, за развој на културата, националната стратегија 2018-2022 стои вака, викате, културниот контекст во Република Македонија го карактеризираат застарени, се извинувам, модели на управување наследени од средината на минатиот век, како и анахрони и себедоволни културни програми што не соодветствуваат на вистинските потреби на граѓаните и нивниот интерес. Во однос на слабостите наведено е, например, креирањето на културните политики не е доволно транспарентно и сега веднаш по објавувањето на оваа стратегија со оваа распределба на парите како да влеговте во замката во која и во истата матрица која ја констатира оваа нова влада. Вие сте втор министер во оваа влада, но сепак. Но како треба да се распределат парите? Врз основа на мојата заложба или во состојба на тоа што ми дозволува законот за култура. Тоа е законот. Значи немаме се уште нов закон. Мојата главен приоритет при мојата работа и до сегаш и тоа што го имам јавно искажано е носење на новиот закон за јавен интерес во културата, каде што ќе имаме нов систем, нови критериуми, нови мерила, нов начин на финансирање на културата. Ние сме одржиле 2 јавни дебати. За да може да реализирате стратегијата. Така, значи по-добро, по-транспарентно. Распределба на парите, ако добро разбирам, не се врши врз база на стратегијата. Се трудиме. Туку е врз база на овие, како што се констатира, застарени и анахрони модели. Само да се доискажам. Значи, начинот на финансирање е во состојба на Законот за култура, кој што ме делегира мене како треба да пристапувам. Но од друга страна, во состојба на нашите приоритети, као влада, као политика, као стратегија, им даваме насоки и приоритетите се јасно искажани кои и какви проекти треба. Дека треба да имаме равномерен културен развој, дека треба поголем удел на невладиниот сектор, дека треба култура за сите, тоа што го искажуваме. Истите тие приоритети се дел од критериумите и дел на конкурсот кој што излегува у септември и кој што треба да биде
одлучен 45 дена, односно уште 30 дена што ни дозволува законот за општа управна постапка. Ние сме со рокови во тек и уверен сум дека решенијата се веќе дистрибуирани кон невладиниот сектор, односно апликантите, и многу скоро ќе ги подпишеме и договорите. Тоа. Но објавувањето на резултатите од конкурсот, еве вие што ги викате невладините, оние што со проект конкурирале да ги финансирате, Министерството за култура да ги финансира, објавувањето на резултатите, кој добиле, кој не добиле, имаше жестоки реакции како никогаш досега, дури од Советот, Министерскиот совет за култура, нели, Бузалкова напушти во знак на протест. Значи, имаше многу забелешки и имаше многу чудни работи. Например, не доби джез фестивалот кој е култна... Или Златно Славеќе. Или Златно Славеќе, кое што е, сите израснавме и овие деца треба да раснат со него. Така. Многу чудни, ама вие сепак, јас знам, може ќе се повикате на комисијата, но на крај вие сте го ставиле подписот на тоа. Океј. Но, да ви кажам дека финалните резултати и двете и Златно Славеќе и Джез фестивалот добија финансиска поддршка. Добра, ама зошто не добија првиот пат? Зошто комисијата при разгледување на нивните документи утврди дека нивните апликации не ги содржат работите што се бараат во конкурсот. Затоа и беа отфрлени. Но од друга страна, по соодветна консултација со правниот сектор, утврдивме дека за проекти од национален интерес се овозможува уште 30 дена. Ова со ревизија сега. Сега да не го кажеме тоа ревизија. Ревизија е. Океј, али тоа јас го иницирав и побарав од членовите на комисијата. Добро, работата отиде и до премиерот. Сите се... Сите, јас сум дел од таа влада. Добро. И сите си комуницираме и бараме мислење на различни начини, се со цел да бидеме во тоа што го кажуваме дека работиме ние за граѓаните. Ова што го правиме ние сме да бидеме во служба нивна. Побарав од членовите на комисиите да ги отворат сите апликации, уште еднаш, да утврдат дали и оние што добиле, дали ги исполнуваат сите критериуми, дали бодирањата што ги имаат направено соодесуваат со финансиската поддршка што го добиле. Луѓе сме, може да се направат грешки. Значи, штом сте ги погледнале апликациите, ова што го тврди доскоро вашиот советник Зоја Бузалковска дека добиле институции кои не биле ниту легално отворени кога се конкурирало. Значи тоа е апсолутна лага. Не може тоа да биде така. Гостиварскиот театар од кога е? А што има врската? Дали национална установа? Не, дали кога е распишан конкурсот, дали постоеше? Да. Резултатите, значи конкурсот е распишан, али тоа не важи за националните. Националните установи се друга ствар. Сега прашувате за невладините организации или за национални установи? За конкурсот, општо да прашувам. Конкурсот не станува збор за национални установи. Конкурсот за кое што зборуваме... Прашањето на АЦО е добија проекти со Гостиварскиот театар, рокот беше за апликација до јули, а иницирањето на Гостиварскиот театар е август. Али нема врска тоа, значи таа е национална установа формирана од владата на Република Македонија која треба да работи и што да оставиме тоа да не функционира. Апликациите се пред да се али може тоа не за националните установи и законот го дозволува да се дополнат програмите и програмите на актуелните национални установи може да се дополнат во тек на време. Не станува збор сега да не ги мешаме работите. Конкурсот за кој што се крева голема врева, станува збор за невладините организации, за физички лица. Како што е Джез фестивалот. Како што е Джез фестивалот. Еве, Белопета повторно и денеска тврди дека не доставил, сега добил средства, а не доставил ништо. Дополнително. Значи, не држи тоа дека не му била не аплицирал со сите потребни документи. Дали е така? Не верувам дека е така. Па зошто добил пари? Не е така, вака. Значи, при утврдување, при отварање на неговата апликација, комисијата утврди дека не ги има исполнета сите документи, односно дека не ги нема доставени. Јас ја читав неговата изјава, вика дека можеби некој од комисијата дури намерно ги скрил некои документи, може не е тоа? Не верувам во такви конспирации, ја не верувам. Да? Но
Ако Не можете да го он исклучите, може да. да повара и дополнителна информација и други Ревизија, да. надлежни органи Да, да велат доколку може да биде така. Но јас сум Со вас разговарал Разговараш, имав. Другите што не добија сигурно и со некои со други реагира. Да, имав состаноци со огромен дел од културните работници, но уште нешто би сакал Ајде. да посочам од и голема врева се креве и околу тоа дека вчерашно отворените невладини организации добивале по големи финансиски средства, што не е точно. Да, доби на етнички контекст, на партиски. Поготово тоа во етнички контекст и на не сакам да партиски, зборувам, да. или партиски. Поради овие инсинуации, поради овие тврдења на различни лица, јас им поварав од комисиите и од стручните служби, писмено тоа постои, да ги утврдат и да ги анализират поспецифично овие проекти. Значи да ги отвараат сите, поготово оние за кои што имаше одредени сомневања. Значи, што станува збор? Имаше една невладина организација која што имаше добиено 800.000 денари. Но тоа беше формирано не повеќе од една година. А во конкурсот стои дека невладините организации што се формирани во период до една година од отварањето на конкурсот треба да максималниот износ на поддршка е 100.000 денари. Тука беше тој станало едно недоразбирање помеѓу членовите на комисијата и правниот сектор. Министре, само ова да го Ајде. мислам дека е битно ова за на сите да им биде јасно. Значи, членовите на комисијата ги гледале портфолијата на носителите на тие невладини организации, а не го гледале кога е тоа формирано од Централниот регистар. Колку време постои? Колку време постои. Значи, носителот е некоја искусна личност што зад себе има огромно портфолио, но невладината организација формирана пред 8 месеци, да кажем. Добро, тоа не треба да биде пречка. Тоа беше пречка, за тоа се креваше голема врева. Но после утврдивме дека максималниот износ и за ова организација треба да биде 100.000 денари. И за ова е таа ревизија. А зашто не се направи ревизија на сите поднесени проекти? За ти сите се направи. За сите е направено. Сите спорни. Дали не за спорни, за сите. Дали сите поднеле соодветна документација или не поднеле соодветна документација? За сите е направено сега. И сега е Сега е во ред. Сега мислам дека е све во ред веќе. Една од забелешките на Заводот за ревизија е дека нема јасни критериуми. И тоа е стара една забелешка која се повлекува и се уште што е направено на пример во врска со тоа за да комисијата како попрецизни. Доколку би се прецизирале како што сугерира ревизија, во тој случај можеби не би дошле во ваква ситуација. Значи, законот не го утврдува тоа кои треба да бидат тие критериуми, но ова година за прв пат ние воведовме и бодирања. Како го направивме тоа? Врз основа на мои согледувања, заедно со стручните служби, заедно со разговори што ги имав со културните работници, и за прв пат се воведе вакво бодирање, за да бидеме ние потранспарентни и резултатите, односно уверувањата на членовите на комисија да бидат утврдени во некои рамки. Тие бодирања ги нивелизиравме со финансиското учество на Министерството за култура во овие проекти. Како го направивме? Согласно бодовите. Согласно бодовите. Например, за референтната листа до 10 бода. Описот на проектот рековме до 40 бода. Буџетот на проектот, значи оправдани трошоци со понуди пред договор до 30 бода. Планот на активност и видливост на проектот до 10 бода. Исто тоа што ви кажувам, го нивелизиравме со финансирањето врз основа на бодирање. И рековме дека тие проекти што ќе земаат од 0 до 65 бода нема да бидат финансирани од Министерството. Знаете што, министре, има проблем, на пример, има проекти, да не ги именувам, кои, да речеме, побарале 2 милиони евра и добива 1 милион. Тој што да прави со тој проект? Ние да го почне, ние да го... Ние не учествуваме у 100% и никогаш не е тоа така направено, дека Министерството за култура ќе го финансира целосно тоа. И што ако не може да направи? Уште 1 милион не е малку, за да ги најде... Не, при тоа новиот закон се уште не постои за да може да се обезбедат спонзорствата
Не можеме, значи, Целосно не може. нема можност Министерството за култура да финансира 100% проекти. Сакам да кажам Никош дека тоа се не е направи. опитувате да ги задоволите сите со помалку и при тоа го оставате Никој не е културниот задоволен простор, на крај. Никој не е задоволен на крај и сите викаат дека немаат доволно средства за да направат тоа што го замислиле, нели, Но уметниците, треба да. и креативноста на самите организатори треба да биде во повисоко ниво. Затоа Треба да има- бараат алтернативни начини на финансирање. Ние тука Но изведуваме- законот го нема новиот закон за култура кој треба да овозможи полесно Оние да се може- добиваат спонзорства, Оние може да спонзорствата, спонзорите да бидат ослободени од некои даноци. Океј. Али нивно е. Значи, организаторите, невладините организации, нека бидат покреативни, нека барат и други начини на финансирање. Не може само Министерството за култура. Оти огромни се барањата. Ве прашувам затоа Знаете во колку ова апликации имавме, извинете? Да, 6000 реколте, апликации имавме. Значи, ние околу 2000 од нив прифативме. А, И како ќе можеме ние да прашувам им заради излеземе една упресед на сите? политика на урамниловка околу тие бодувања. Например, имате театри, еве Штипи Прилеп, исто пари добиваат, а Прилепскиот театар има поинакви сепак и историјати, резултати постигнати за разлика од Штипскиот. И сега тука е Тоа се е, значи, вака, што се однесува до националните установи, тие се наш приоритет. И оние доставуваат проекти и сите директори на националните установи биле поканети од стручните комисии. Председател на комисијата за драмска дејност е Петар Арсовски. Мислам дека сите го знаеме. И членовите други се врвни професионалци у таа област. И оние многу подобро и од мене и од другите вработени во Министерството за култура знаат колку кошта еден проект, колку и како се прави буџетот за еден проект, изборуваат и со директорите. И така дошли до тие суми. Но очигледно вие сте доведени во ситуација да подпишете како што ведли тоа што е избрано. Зошто не искористивте авторитетот на Советот за култура на пример? Нема таков авторитет. При Нема што би таков можеле авторитет. да ги преюдицирате можните реакции кои уследиле? Вие на пример се жалат членови на Советот кои еве некои дадоа и оставка дека им праќате драфт на нацрт на текст за новиот закон за култура и им барате коментар на мејл. Не ги состанувате да продискутирате, да поразговарате, што е спротивно на заложбата за транспарентност, да речеме. Вака, вие господјата што ви го рекла тоа. Значи јас имав само истината, само еден состанок со Советот на министерот, што впрочем нема некоја извршна власт. Нема извршна власт, Туку но би ви има помогнал вас, така, вас би ви помогнал да едноставно Значи, антиципирате некои ситуации кои би можеле да се случат. Еве како ова. Добро, побарав мислење од нив, иако кога јас ги собрав нив, односно кога ја формирав Советот, веќе имавме и прва дебатата беше реализирана. Јас побарав мислење за да бидеме поспремни, за да излеземе пред јавноста и да го искажеме тоа и втората јавна дебата. Значи, у втората јавна дебата, која што се одржа у Кинотека Македонија, присуствува огромен број на културни работници. Значи, тоа беше отворена дебата кај што се побара и нивно мислење. Како да дојдеме до подобра легислатива, односно, како да изнајдеме начин културните работници да ги извадиме од Закон за јавна администрација и како, и најважно е како да дојдеме до подобар начин на финансирање на културата, културниот живот. И тоа мислам дека е многу добро решено во новиот закон. Но како и да е, имајќи предвид сега фактичката состојба ни укажува дека имаме проблем со издвојувањето на културните работници од административниот дел. Затоа и јас не сум сигурен дека ќе стигнеме до идниот конкурс да одиме со новиот закон. Затоа предложив, имајќи ги предвид сите овие проблеми што ги имаме оваа година, што ги имавме и лани, и можда и порано, да одиме со измена и дополна на актуелниот закон. И тоа само во делот на финансирањето. Мислам дека доколку не успееме сега со Што предлагате? Кои се грешките кои ги увидовте во Значи, да бидам искрен. Океј, значи, овој јас како министер, не зборувам како физичко лице сега, имам огромна моќ да делегирам, односно да именувам членови на култура. Ја имам
да сум, што ми излегува и као критика сега од јавноста, зашто јас не ги подпишувам без оглед на тоа што ми доставило мене комисијата како предлог. Не, па подписот значи веќе ја зимате одговорноста. Одговорноста, но постои и начин како стигаме до тоа. Да. Јас за ниту еден проект не го искористив моето дискреционо право. Тоа го направив во состојба на предлогот што ми беше доставен од страна на стручните комисии. Сега, ова е тој проблемот, што му дозволува на министерот да го искористи тоа дискреционо право. Тоа не треба да биде случај. Да. Затоа треба да одиме у нов начин на финансирање. На комисиите не треба да бидат директно избрани од министерот, оние треба да бидат избрани во состојба на конкурс. Ја така би го направив. Сега во новиот закон и тоа и го предлагаме. Тоа не треба да бидат комисии што одма после ќе може да се сменат, нека бидат што ќе траат 2 години, 3 години и да има еден континуитет во работа и нивна. Значи, овие се главни и тоа другото. Буџетот на националните установи треба да имаат континуитет и тие. И оние треба 3 години, 4 години да имаат делегиран буџет. За да има, да знаат што ќе прават и идната година. Тоа го предвидувате со измените во новиот закон. А зошто тој закон не може да биде скоро донесен за да наредниот циклус биде? Значи, тоа што ви кажав, еден од главните приоритети во новиот закон е излекување на културните работници од законот за јавна администрација, што е може едно од основните барања на зафат кој треба да се направи. Но не може да се направи зашто законот за јавна администрација првин треба да помине, а очигледно дека имаме и проблеми со Министерството за јавна администрација кој вели дека не може тоа така да се направи. Треба да се усогласиме со нив. Имајќи ги предвид овие факти. Зашто не се усогласите? Па не може зашто имаме проблеми и негодување од Европската комисија. Поради тој факт ние треба да најдеме начин како тоа да го решиме, но времето ни тече. А сега у 9 месец ќе дојде време кога треба да го прогласиме и новиот конкурс за наредната година. Затоа ја предложив и одлучив да одиме со измена и дополна на актуелниот закон само во делот за финансирање на културниот живот. И затоа и формирав работна група. Имаме членови. Премиерот се согласи со тоа? Да. Зборуваме со премиерот, со советничката на премиерот, националниот координатор, заменик од министер, значи овие работи јас никогаш не ги превземам без да се консултирам со моите советници, а исто така и со другите луѓе што влијаат у културните политики на државата. Затоа и одлучивме да одиме со измена и дополна на овој закон. Мислам дека со јавните дебати што ќе се направат, може и ќе се подобри и ова предлогот околу финансирањето што го имаме за новиот закон. Отворени сме за дебати. Ако може сумирам, вие согласувате дека начинот на кој се распределуваат парите не е добар? Не е добар. Се согласувам потполно со. И па на сите помалку и на крај на никој не им врши работа. Вака, али тоа е законот. Не можеме ние да одам. Ја сега треба да одам во спротивност со закон. Не, се разбира дека не. Проблемот е што доколку постои политичка волја за измена на законот, а се работи за стратешка област, така, како што е културата, предпоставката е дека би требало таа политичка волја да се преточи во оперативна... И тоа го правиме, но немојте да заборавате дека јас дојдов на ова функција... Бидејќи од дебати, од размислувања и филозофирање на тема култура, сите се уморни. Вака. Немојте да заборавате дека јас во оваа функција дојдов 1 јуни. Конкурсот беше отворен на 1 септември. Значи ја нема време тоа работа одма да го направам. Затоа ги гледаме грешките, ги слушаме, ја слушаме и јавноста. Одиме со измена и дополна на законот што ќе ни овозможи подобар начин на финансирање. Јас сум должен да ги почитувам законите. Јас сум должен да ги почитувам сите членови на тој закон, но исто така и сите невладини организации, сите оние што секогаш добивале пари. Тоа што рековте што сме живееле со тие проекти со год и оние треба да почитуваат закон. Доколку Министре, да ве прашам сакам. Комисијата која што ги оценува проективе, составот, тоа се, предпоставам, културни дејци, луѓе кои што се од таа фела, но дали се партиски сите
Нели има уметници кои што се определиле партиски, има кои што се независни, неопределени. Дали во таа комисија се само партиски? Не, да. Значи, членовите на комисиите се Затоа што видни добивате критики професионалци. дека е партиски распределбата и на етничка основа. Тоа, значи, за Ме мене... интересира составот на Вака, комисијата. за мене културата е нешто наднационално, надпартиско и секогаш и тоа и никогаш така и не треба сум да биде, сакал- но ние не правиме се така. Но јас тоа сум го побарал од Добро. сите членови. Комисијата? Нема партиски членови. Не верувам дека се партиски, иако не сум им побарал да ми кажа дали се членови у некоја партија. За ова разговаравме исто така со моите советници, со Составот кој го заменик- направи вашиот претходник на Не, комисијата кој? За 2019, јас го направив. Значи, јас ги вие сте го именував. направили, Да, аха. јас ги именував. Но тоа го По која направив основа? врз основа на широка дебата со заменик министер, со државниот советник, со членовите, со националниот координатор, зборувавме кои се... Има некој во комисијата од опозицијата вака што го знаете или нема? Или не? Не знам, не се партиски членови они. Не знам. Не знам искрено. Јас знам, ама нема да го Искрено отворам не ги прашањето знам. тука. Министре, ви Инаку, благодариме. Стварно ме интересираше искрено дали само по партиска Не, нема основа се партиска избираат основа, ништо. членови Инаку на... широка Не. дебата на оваа тема сепак немало, да признаеме. Инаку вие дека сте се консултирале во влада внатре меѓу со заменикот и државниот секретар, предпоставувам да, но поширока дебата. Зашто барем мислите? За именувањето На член, па тоа ми дозволи. Затоа ви велам дека законот е тако, ми дава дискреционо право ја да Добро, одлучам разбира мора се, да го но- примените. Но јас за да дојдеме до поквалитетни членови, правам консултации со сите чинители на културниот живот. Министре, ви благодарам што бевте гости Да, и во јас ви отвореното студио. Овде е крај на овој дел од отвореното студио, следува дневникот, а потоа во 21 печатна неделата со Саша Ордановски, гостинка е Катица Јанева и во 22 повторно јас и Јацо на тема Што со Скопје 2014. Останете со еден ден.